интернационалното Карма и за Бич, кај нас е одомаќинето и по-прецизно и по-јасно како ѓаволот секојаш доаѓа по своето. Имено фатен и обзнанет дека го користи, односно го злоупотребува за приватни цели државниот авион, Мицковски денеска излезе со една патетична приказна дека ќе паднел авионот и ќе погинеле, ќе умреле, па тогаш криво ќе ни било и затоа он не сакал, односно ќе се откажеле од купување на нов авион. И дека он покушава да се отплетка и да го сврти вниманието и да излезе повторно жртва, како што жртва глуми секогаш. Денеска е поднесена кривична пријава во Србија против Вучевич, сега сменетиот премиер, од странката на Вучич, за истото тоа што он го направи со државниот авион од Сплит. Значи приватна, односно кривична пријава за приватно користење од страна на премиер на Србија за злоупотреба на авионот. Затоа е глумењето жртва овдека. За да ве фати повторно на емоции, не дека му е гајле за вас. Они пак ќе си го користат државниот авион или државните авиони за приватни потреби. Само ќе гледаат да не ги фатите. И ако ги фатите, ќе глума дека многу ве сакаат и дека све тоа што го прават приватно, го прават за вас. Ама ако, не заборавајте дека се што ни се случува, сами сме си виновни. Дури во фајловите на Џефри Епштин, која летале на педофилското острово, во логовите кои што ги заплени FBI ги имаше како материјали, е точно наведено кој патувал со авионот на Џефри Епштин. Значи, протоколот, законите се дека мора да се знае точно колку души има во авионот, по име и презиме. И така, со запленувањето на целата документација на Епштин и сега со објавувањето од страна на Трамп се дозна кој бил и колку пати бил. Значи, може да избројат за Бил Клинтон, за познати холивудски звезди, режисери, личности од јавниот живот во Америка. Точно се знае од А до Ш кој кога бил. Празниот протокол, односно празната листа во владиниот авион повеќе пати со сега објавениот скандал индицира на тоа дека владиниот авион се злоупотребува за приватни цели или според мене можеби се злоупотребува и за незаконски цели. Затоа одитно мора да се направи истрага за сите инволвирани да одговорат прво пред државните органи, најверојатно пред обвинителството, но и пред јавноста за какви цели, кога точно го користеле авионот. Исто така, кој бил во авионот мора да дознае јавноста, дали се тоа членови од семејство приватно што се возеле на наша сметка, дали се тоа некои трети лица, дали се можда некои наркобосови, дали се луѓе кои што се умешани у црни бизниси од држава. Значи, има многу големи сомнежи дека ова што се случува е многу сериозна злоупотреба. И да не бидам погрешно разберен, не мислам само на Мицковски. Ако тоа го правил Таче, Заев, Груевски, треба исто така и за тоа да дознае јавноста. Што повеќе едно до порака до јавноста, до сите вас што ќе гледат, што повеќе се интересират, што повеќе бидете гласни за овие прашања, толку повеќе на нив ќе им биде страв ова да го повторат. И толку погласни ќе бидат во свртувањето на вниманието, глумењето на жртва и одвлекувањето на вашето внимание кон небитни теми. Држите ме за збор.
она што исто така јавноста мора да го побара, да биде гласна и да не отстапува од тоа, е целосен список на сите што патувале во државниот авион. Дури да било тоа службена посета. Затоа што при службена посета може да има друг тип на злоупотреба. Имајќи го целосниот список, мора да имаме фактура за тоа колку чинело тоа нивно патување. Кога ќе видиме колку чинело, да провериме колку е оправдано нивното патување. Затоа што они го користат авионот како приватен и во државни посети. Значи, моќникот, без разлика кој да е, дали е тоа премиер, председател на држава, министер, си води со себе антураж, екипа која што сака да ја прошета. Но цената експоненцијално расне со секој нов качен во авионот, затоа што секој еден од нив за секое патување добива дневници, треба да му се плати хотел и добива екстра, односно додава екстра трошоци на државата. Ниедно од тие патувања, ниту еден денар од нивниот джеп не излага. Излага од вашиот джеп, од нашиот джеп. И затоа мораме да бидеме ригидни во барањето и проверката дури и на тоа во државните делегации кој патува и колку е сето тоа оправдано.